како е да се работи документарен филм и да се функционира, речиси, 24 часа во монашки услови? Интересно прашање. Сепак мора да имате предвид дека во Бигорски манастир не живеат само монаси. Манастирот е толку голем да има и луѓе кои што работат за манастирот, привредуваат и живеат. Мислам, тоа согласно нашата традиција се случувало и порано. Сите поголеми манастири имале момоци. Бигорски не е исклучок, така што не сите кои што престојуваат во манастирот се обврзани на било каков начин да го живеат монашкото секојдневие. Но, од друга страна, темпото на монасите е всушност срцебиењето на манастирот и секој што престојува таму не останува имун на монашката молитва и монашката атмосфера која што блика од секој камен во Бигорскиот двор. Јас веќе го посетував Бигорскиот манастир претходно како председател на клубот за македонско овчарско куќе Караман. Заедно со отец Порфирија спроведувавме програмата, Бигорската програма за караманите и веќе имав искуство со престојување во манастирот претходно. Не ми дојде некакво тотална вртење страница во животот, па да се најдам на некоја тотално нова средина. Така што веќе кога почнавме да го снимаме манастирот, моравме само да се адаптираме наскрос на темпото на монасите. На што имплицирам? Во принцип, монасите стануваат многу рано наутро. Значи, веќе во 4,5 часот наутро, ако не се лажа, може би пола час плюс минус, да утнам нешто сега. Помина доста време од снимањето, почнува утрената служба. Кога престојувате за друга работа, и да задоцните на службата и слично не е никаков проблем. Мислам, ниту Бигорскиот старец, ниту свештениците, ниту монасите не инсистираат на нешто да се влезе, па то 4 сата да се седи. Прва работа службата на никој не смее да му стане напор и не треба да го засити него. Тоа е исто дисциплина која што полека се вежба, затоа што во Бигорски се негува светогорскиот типик, има сенокни бденија. Многу интересно беше тоа на екипата која требаше да ја објаснам што значи тоа сенокно бдение, затоа што нели треба да ги воведам. Добар дел од нив го нема искуството што го имав претходно јас во Бигорски и баш они се соочија со тоа вртење страница и требаше да се објасни друштво, ама не можеме да имаме, викам, ситуација да снимаме до 1 сат по полноќ, да трае вечерна служба, па да треба да се разбудиме во 4,5 сабајле. Заради тоа што ние не можеме да ги реконструираме службите. Не можеме само документаристички да ги проследиме. Се прилагодивте, се акомодиравте на начинот на функционирање на монасите? Ама не бевме во тој начин така исправени да треба ние да се акомодираме. Бигорски, пак ќе ви кажеме, како еден град на планината, додека човек не снима, има услови и да одмори, да излезе надвор и да прошета, заради тоа што сме имале и по 2 часа, 3 часа паузи во денот, помеѓу служби, помеѓу интервјуа, помеѓу кадрите со Благој Веселинов, ама неизоставно во она што се случуваше во црквата, да. Значи сите мораа да бидат и да следат што се случува за да можеме да го изведеме овој филм и да уловиме све што треба на камера. Спаси се прво себе си и ќе спаси се шилјадници други околу себе. Една од речениците кои многу често или најмногу ми одзвонува во документарниот филм. Голема филозофска реченица во која што се крие многу голема вистина. Вистина која што не знам колку сите ние од денешна гледна точка имаме сила да ја диджестираме. Затоа што во ерата во која што живееме и во која што битисуваме све премногу брзо. Капитализмот, знаете, ја зема сопствената цена, особено за сметка на смирението. Таа реченица е на Свети Серафим Саровски, голем светител од православниот свет. Таа реченица во принцип е дефиниција на Бигорскиот старец. Животна дефиниција, не вака вербална како што ние ја разговараме. Тоа е неговата животна парола. Тоа е човек кој што си има победено себе си, смирено себе си и затоа толку многу и монаси и мирјани има спасено околу него.
целиот филм, секој кадар, секоја композиција на било кој кадар од филмот, едноставно зрачи со оваа порака. Спаси се прво себе си и ќе спасиш илјадници околу тебе. Речи си 24 часа работиме. Работиме во тишина. Вистината во православието е многу гласна. Толку колку што е тивка. Знам дека ова може би сега ви звучи така малку контрастно, но во принцип таа е онаа густа тишина која што ја открива вистината за постоењето наше. Вистината за подвигот на монасите, вистината на манастирите. Во филмот има една реченица која вели тишината е јазикот на идниот век, јазикот на вечноста, напишале светите отци на црквата Божја. Монасите совршено го говорат овој јазик, а оние повозрастните по стаж совршено го разбираат. Тоа е нешто кое што е тешко да се објасни со зборови. Знаете, кога ќе дозволите, кога ќе го отворите срцето и кога ќе можете да ја слушнете гласната тишина. Навистина немам зборови за да би можел да ви ги објаснам сите нивоа на свесност и на љубов кои што ги испитувате во тој момент, разговарајќи со членовите на екипата што го работеше филмот, несомнено дека сите ја имаат осетено и доживеано на свој начин. Колку време ќе ви биде потребно да направите документарен филм 3 децении македонска самостојност и како тој би изгледал во кратки црти? Многу тешко прашање, но во секој случај јас сум од оние автори што својата инспирација ја црпи од својата почва од кај што живее. Македонија е за мене вечна инспирација, нешто што додека сум жив во границите на оваа кожа никогаш нема да се исцрпи. Сигурно би почнал, иако станува збор за 30 години самостојност, јас би почнал од многу порано. Би почнал уште од археолошките наоѓалишта околу Лепенец, од праисториските алатки, би стигнал тука, би помеѓу сигурно би ги истретирал Исерот од Марвинци, циклусот од 12 гроба околу Пајонската свештеничка, би придвижил према римскиот период. Во секој случај така, од призма на културата би го тоа цело спакувал и би сумирал, би поставил прашање, затоа што сите овие епохи кои што ги спомнав сега имале своја одредена општествена социологија, нели, во која што луѓето функционирале, така што би поставил прашање, би ја поставил таа цела палета, кога мислите дека на овие простори најдобро се функционирало. Би направил реконструкција на минатите општества и паралела со она што од нас сега ни се случува. Ви благодарам за изојното време и гостувањето во Трилинг. Ви благодарам и вас.